Карванот на коалицијата за подобра Македонија, предводен од ВМРО ДПМН, во вторникот вечерта одржа предизборен митинг во Кочани. Пред присутните граѓани на платото во трговскиот центар зборуваше председателот на партијата Никола Груевски, кој се осврна на ветувањата од актуелната власт на државно ниво, што воопшто не биле исполнети, а состојбата во Македонија бележи стагнација на секое поле. За локалните избори тој рече дека не се само за да се добијат нови градоначалници и членови на општинските совети, туку дека тоа е изјаснување на граѓаните за негативните текови во државата. Ова се и избори на кои што народот треба да го даде своето мислење за ова помрачување што ни се случува во овие 4 месеци. За падот на просечната плата, за договорот со Бугарија, за неуставниот закон за јазиците, за падот на индустријското производство и на прометот во индустријата, за лажите ветувања дека ќе ги вработеле младите, дека ќе имало младинска гаранција. Се сеќавате на тоа анонимно ветување, ќе имало младинска гаранција. Драги пријатели, по долга и обсежна анализа, ВМРО ДПМН недвосмислено се одлучи и коалицијата за подобра Македонија недвосмислено се одлучивме дека во Кочани за наредните 4 години најдобар избор е актуелниот и иден градоначалник и татко на градот Радко Димитриевски. Кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН Димитровски пред присутните на митингот зборуваше за дел од проектите што се вметнати во неговата предизборна програма. Пред се би ја спомнал пречистителната станица за отпадни води заедно со сите колектори во градот Кочани. Продолжување на изградбата на браната Речани, иако некои од нашите политички противници пробаат на секој начин да го тоа закочат. Меѓутоа, процесот е почнат, браната се гради. Експресниот пат Штип-Кочани ќе го доближи Скопје на помалку од 90 километри, што значи дека за 40 на минути ќе се стасува од Кочани до Скопје. Понатаму, користењето на топлите води преку јавното приватно партнерство, проектот за гасификација, односно доведување на кракот на гасоводот од Штип преку Кочани до Виница. Пред граѓаните на митингот во Кочани зборуваше и носителот на кандидатската листа за членови на Советот на општината Лазо Митев. Градоначалникот заедно со Советот на општината, предводени од советниците на ВМРО ДПМН, заедно со коалицијата за подобра Македонија, денес и после 2 мандати, проследени со мачна политичка криза, остварија резултати кои се неспорни. Резултати кои се видливи и мерливи. За тоа нема да должам многу. За таа цел го спремивме отчетот, каде преку текст и слика ќе можете да ги видите позначените проекти реализирани во општината. Митев ги повика гласачите да ја дадат поддршката за листата на членови на Советот од ВМРО ДПМН, за да можат да се завршат започнатите проекти во општината. На предизборниот митинг во Кочани зборуваа и представници од партиите на коалицијата за подобра Македонија.